Здраво, дечки. Сега сме, ако не се лажам, видео брой 7. И денеска ќе продолжиме да зборуваме за некои нови работи. Ако го следите овој документ што го пишувам, што гледате има 22 страни, ако не се лажам во моментов. И денеска ќе позборуваме малку за клучниот збор VAR. Ако прочитате овде како што имам пишувано, значи овој клучен збор VAR е воведен во верзија 3.0. За ова мислам дека имаше пишувано некаде горе во некоја табела. Да, ево, тука значи во овој дел може да прочитате значи кои нови можности се воведени во која верзија и така натаму, докато немате видено тоа. Но да продолжиме да зборуваме за тоа што рековме да зборуваме. Значи, ќе зборуваме за VAR клучното зборче. Значи, не го користиме за креирање исклучиво на локални променливи. Што е многу битно е, значи, кога креираме променлива со VAR клучен збор, мора одма да ја доделиме вредност. Исто така, значи, овдека може да прочитате за што зборувам се, значи не може да креираме во иста линија повеќе променливи со клучниот збор VAR и не можеме да го користиме VAR за параметри во методите, во функциите. Ајде практично да видиме како се тоа функционира. Значи, еве сме во рамките на некоја метода сме, значи овдека може да креираме локални променливи со VAR. Значи, како што имавме, да речем, int BARTYER ќе гршиме, BARTYER и овдека пишувавме вредност 1.9.0. Значи, наместо int сега може да речеме VAR. Значи, ова ни е истото. Како што реков, битно е значи да доделиме вредност. Докато не доделиме вредност, како што гледате, компайлерот ни се буни, вели, ова овака не функционише. И значи од контекстот, значи од вредноста, компайлерот, значи кога кодот ќе се компилира, ќе знае за каква променлива станува збор. Значи, BARTYER имаме, да речеме VAR, full name, Никола Георгиев, значи од овој контекст компайлерот ќе знае, окей, значи станува збор за string овде, станува збор за integer. Да ставим уште некоја, да речеме sex. Ставиме единични нафорници, знае, значи ова не е char, пишува char sex, сега што можете да видите, дојдат со мала стопка int BARTYER и овдека вели string full name. Што друго? Да видиме во текст што друго имам пишено подолу, значи што гледате истиот пример го имам и овдека. Значи BARTYER, height, full name, smoker, бла 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 бла. Ајде да пробаме да испечатиме нешто од овие работи. Console.writeLine. Ајде да испечатиме full name, чисто да видиме дека тоа ни функционира. И кој што гледате, Никола Георгиев ни беше испечатено. Кој што реков, значи не може да користиме VAR за параметар во функција. Ајде први тоа да го видиме, да речеме static, void, да речеме print некоја метода имаме. Print и рековме, ајде, VAR, како што гледате, самите интересни работи. Пишеме VAR, текст, и ова, како што гледате, не ни функционира, значи мора да имаме тип, string. Окей, да видиме и како што рековме, VAR може да користиме само во рамките на методите, на функциите кои локално променливи. Да пробаме овдека да креираме, да речеме VAR, и после гледате интересно кога ударам space, ми стави нешто сасвен друго. Треба escape да стиснам, VAR, речеме full name, еднакво Никола Георгиев и го што гледате и ова не ни функционира.
Да видиме во текстот повторно што има надолу, вели, значи, окей, да сега позборуваме за for each. Значи, for each, претходно цирало, треба да знаете што е и зашто се користи. Значи, вртиме некои повеќе работи во круг. Овдека сме напишали еден пример кој ни печати броевите од 0 до 10. Ајде, скопирам истиот пример. Или, нема веќе, ќе го избришеме. Ово ќе избришеме и ќе речеме for. И овде како се сеќавате имате пишуваме int еднакво на 0, точка запирка и помало еднакво на 10, точка запирка и плюс. Convol.writeLine и го печатиме итератора што го вртиме ито. И како што гледаме од примерот, ни се спечатија броевите од 0 до 10. Како што реков, место int овдека може да ставиме едноставно var. И од контекстот, од компайлерот ќе се знае, var, значи вртиме, има дека и еднакво на 0, значи вртиме integer ok и сега си функционише фино лепо. Како што гледате, истиот пример. Истото рековме, може да го употребиме и во for each. Рековме да креираме една низа, array, еднакво на new, int, коцкасти загради, добро, коцкасти, пробакам. И ајде испишеме на 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ги имам истите броеви и ајде судем for each да извртиме ова низа. For each, тап. Добро, var item не вели, парин со int да пробаме, int item за секој item во овој array и convol.writeLine да го испечатаме тој item. Нека биде number. За секој number во array печатате го number. И како што гледате, ни се печата исто избрано, да беше сум 90. Добро, и рековме, значи, ова може, мислам на int, исто така може да има var. Var. И да видиме дека се ни работи. И како што гледате, се ни е во ред. Ајде, повторно се вратиме на документот, и нешто друго имавме тука. Добро, тоа. Сега, значи, малку ќе позборуваме за анонимни типови. Значи, тоа уште една од примените на овој клучен збор var. Како што гледате, значи, зборувавме за локални променливи во функција for each, за using ќе зборуваме понатаму, за анонимни типови ќе зборуваме сега и за link исто така ќе зборуваме понатаму, значи сега нема да зборуваме. Па да видиме што е анонимен тип, значи малку повеќе може да прочитате. Не е малку повеќе, 2 текст што се вика е, но практично да видиме што е тоа анонимен тип. Ајде го спишем ова. Значи, докато се сеќавате, значи, кога креиравме, кога ни требаше некој кастом тип, значи направиме некој наш тип, како што е integer float, да правевме класи. Да речеме, сакаме да имаме класа person. Клас person. Добро. И овдека и ги редевме сите нејзини својства. Сите property. Рече имавме public string string full name, па не знам, имавме public string ќе ставиме int исто како period year, па имавме public char, да речеме sex, пол, public што друго имавме висина и гфт, float и со ова, значи, дефиниравме некој кастом тип. Потоа, значи, можевме да креираме нов објект person, да рековме person еднакво на new person и така натаму. Потоа овдека person.fullname еднакво Никола Георгиев и сите можевме да ги наредиме надолу сите податоци што ги имаше. Доку сакаме да направиме
custom tip person, a да не креираме класа за истиот, значи во тоа може да искористиме нешто што се вика анонимен тип. Па да видиме како се креира анонимен тип. Значи, бидејќи зборуваме за клучен збор var, значи тој се врзува со тој клучен збор. Значи да речеме var person е еднакво на new, значи клучниот збор new, и отвараме вакви загради, точка запирка, и овдека, значи ова, ајде да запишем како да не постои. Ќе го тргнеме, за да не смета. Значи не ни фигурира никаде person, и сега може да редиме овдека се што сакаме тој custom тип да се одржи. Значи да речеме сакаме да има first name. First name, не е проблем. Никола, Никола само first name. Ајде да му ставим и last name. Горгиев. Добро, ајде нека има и да речеме Бартиер. Бартиер е еднакво 1990. И како што гледате, ова се не функционира, да го пробаме да го искомпилираме. Како што гледаме, ни работи, не печатаме ништо, меѓутоа кодот се искомпилира и програмата стартува. Што е да пробаме да испечатаме нешто од овој бит. Convol.writeline person, како што гледате, IntelliSense ни работи и еве ги сите пак претие што ги имаме. Ајде, испечатаме first name. First name плюс празно место плюс person.last name. Упс. Тоа е вишука. И како што гледате, ни се испечати Никола Ѓоргиев. Да се навратиме текста, видиме што друго имавме. Да, за вградлив тип, значи во самиот објект, значи што од анонимен тип, значи може да имаме и уште, значи повеќе вградени под типови, под анонимни типови. Да речеме, ајде да сакаме, како во претходниот пример ќе направиме нешто, ајде малце да го изчистиме кога да изгледа почисто. Така. Last name, Бартиер, нека стои тука, ова тука, добро. И сега рекавме сакам да имам уште нешто. Во примерот овдека, значи имам ставено education, ајде исто ќе го направиме за да не мислам нешто ново. Ќе речеме new education. Не new education, а education е еднакво на new и повторно ги отварат новија загради. Повторно ги чистиме кодот, вака, и да речеме degree, значи дека имам диплома од средно, точка, и што ќе ставиме high school degree, university degree, true, и јаде masters degree, тоа нема, и тоа било тоа. Што е битно, значи, за овие анонимни типови, значи, во позадина некаде, значи, не се креира класа за истото, ние тоа не го гледаме. Таа класа, значи, ќе е sealed, значи, дека не може да ја наследуваме, и овие што ги има овдека, properties се read-only, значи, не може да ги менуваме. Ајде да го видиме тоа, речеме person, точка, first name е еднакво да речеме Марија. Како што гледате, ни се буни анонимен тип, бла бла бла, некаде и се read-only на крајта пишува, како што може да видите. Location и овие пристап до, како што може да видите, проблем да стане false, и на ова, како што гледате, и ова не ни е дозволено. Значи, тоа се за анонимни типови. Друго што може да споменеме за ова, сам и овде дека го напишав, да е за тоа дека не е препорачливо да се користат овие анонимни типови како параметар во функција, меѓутоа истото може да го направиме со користење на клучниот збор Dynamic. Ајде да го видиме и тоа како практично изгледа. Ајде да направиме уште една метода овдека.
да речеме void static void print person name. Print person name. Не, print person нека ви да речем. Print целият person от него спечати. Person и рековме овдека може да оставиме овој анонимен тип само со клучен збор Dynamic. Dynamic и person ќе пишеме. Person, добро, Dynamic person имаме и да речеме ќе испечатиме console, кај ќе види дека интересен со овдека не ни работи. Write line, ќе испечатиме вака. Значи person.first, кај што е интересен снема. First name, ќе го утнеме. First name, ќе гледаме имам нешто утното. 2, колко имаш път? 1, 2, 3, 3. Доста се. Повече не трябва. 1, 2. First name, last name и братиер. Айде да повикам ова функция никъде. Ето да. Овдека. Точка запирка и рековме ќе опуштиме овој person, кој што гледате, црвени линии нема никаде, значи грешки нема и кодот може да се искомпилира. И си ќе работи. Сега го пуштиме и кај што гледате ни се испечати тоа што го баравме, иако IntelliSense не ни работеше за истото. Значи, тоа е една од причините и поради која не сакате да праќате параметар анонимен тип. Прво поради IntelliSense, второ кога ќе дојде некој ќе види дека Dynamic, што е ова Dynamic, не пишува нигде ништо, овој код тука е краток, меѓутоа замислете да во некој огромен код, па додека да најдете што сте пратиле, каде сте пратиле, како сте пратиле и ќе се изгубите, просто кажем. Дечки, мислам дека за VAR тоа би било тоа, па се гледаме во некој наредно видео. Поздрав!